Добар ден, го следите најновото издание на емисијата Напладне на Охрид Нјуз. Денеска повторно имаме една интересна тема. Претходните неколку емисии разговаравме за заштитата на животната средина и заштитата на Охридското езеро, сега ќе разговараме за заштитата на културното наследство, односно како ги чуваме спомениците во нашиот град, кои впрочем се и под заштита на УНЕСКО. Наш денешен гостин е уметникот Никола Упевче. Добар ден, Добар ден. Да. Добре. Еве, веднаш ќе започнеме ќе разговараме за повеќе теми, но она што го кажа во воведот, а тоа е како ги чуваме спомениците, споменичното добро и нашето културно наследство, кое впрочем, како што реков, и под заштита на УНЕСКО. Па, должност на секоја генерација. До сега ова е еден од најстарите градови во светот, можам да речам, во Европа и во светот. Значи, имаме преголемо културно наследство. Разни епохи останале и оставиле своји траги од своето време и начинот на кој живееле, нивната култура. И многу генерации поминале и го негувале тоа за да стигне до нас. Значи, ова е многу сложен еден систем кој треба и кога немало, како сега организиран. Луѓето имале некоја потреба да го чуваат и да го пренесат на идните генерации ова културно, па и природно наследство. Така. Тоа се надоврзува, значи, вие споменавте дека зборувавте, ама не знам дали спомнавте за чинарот. Тоа е и едно културно и едно природно наследство. Имаме и нематеријално, и материјално, значи, наследство кое останало и обстанува во текот на годините. За кое треба да се грижи и за кое треба да се инвестира, во кое треба да се вложува не само труд, туку и финансиски да се подпомага. Сето тоа е многу поврзано со материјали соодветни. Значи, еден проект многу тешко се финансира, ова е сепак сиромашна држава. Ние зборуваме за една млада држава, така. И минативе 30 години, поготово овие 20 можам да споменам јас, пошто сум уклучен реално во конзервација и промоција на различни видови на културно наследство, особено на мозаикот, дека во едно време почна, значи, ама тоа треба континуирано да се продолжи и да се работи. Така. Се грижиме ли доволно, го чуваме ли? Значи, Како е моменталната состојба? Па, зато ви кажам, мислам, во едно време вистина се вложуваше. Почна, мислам, кога почнавме со плавашник да работим, тоаш вистина почна еден ентузијазам и мене ме повлече како млад тогаш студент на Ликовната академија, завршив конзервација и многу се упати во таа дејност. Значи, ние успеавме околу 1500 метри квадратни да изработиме мозаици на плавашник само. А да не зборувам и за другите мозаици кои се околу, значи Охрид, во Македонија, а успеав исто како стручњак да соработувам и да ги соберам сите конзерватори од целиот регион на бившата држава Југославија, значи од Словенија па се до кај нас. Буквално, значи и Маđарска, Унгарија, и Бугарија, и Грција, и секаде, и да соработуваме на едно поголемо ниво, да настапиме како заеднички регион, затоа што ги препознавме сиве проблеми со кои се соочуваме сите како независни држави, например. Да. И зошто сега последниве години стагнираме? Па треба, како што ви напоменам, значи треба континуирано една работа, треба една работа на повисоко едно ниво, кој ќе ги зема во предвид вредностите кои ги имаме како светско културно наследство, препознаено уште пред 40 години. Сепак е тоа едно голем период во кој успеавме делумично да ги заштитиме, меѓутоа ова, како што ви напоменав и на почетокот, значи имаме во Македонија регистрирани над 6000 локалитети. Ме разбирате, тоа е вистина огромна бројка за толку мала држава. Сега, значи,
Сето тоа е врзано со еден со образование, значи со едукација. Значи поврзани се повеќе работи. Треба многу да се вложува пред се во тоа, а потоа да ги гледаме ефектите од нашите истражувања, нашите резултати. Така, затоа што сте запознаени со години со оваа тематика, може ли да издвоите некои културни добра кои што, да речеме, се во некоја алармантна состојба во однос на тоа колку не се заштитени? Значи, сите се во алармантна состојба. Тоа е сепак едно културно наследство кое е стоело под земја. Јас имав еден професор од Италија кој рече во една прилика рече, тоа е како една баба која ќе извадите на плажа, на 50 степени, на мраз, на студ, на сето тоа. Значи, треба да се одговорно да се однесуваме со тоа. Затоа што тоа е многу фрагилно, многу е нежно. Значи, не е тоа, ние можеме да бараме туристички да го експлоатираме тоа, ме разбирате? Ама сепак тоа се нежни структури кои барат посебен третман, посебно внимание. Затоа викам, значи, треба да се инвестира во едукација пред се на персоналот кој како би пристапил, да се вложи во материјалите кои се аплицираат и една широка дебата за етиката при самата работа, значи како да се пристапи, колку може нешто да се реставрира. Ние сме сведоци дека последните 20 години се менувани кровови на многу цркви. Меѓутоа, кога би зел јас вака да разгледам, канео имаше некоја посебна мистика со старите керамиди. Сега ставивме ние нови керамиди, меѓутоа тоа е како што ви споменав, како една возрастна жена ставите некоја фризура несоодветна, како би рекол. Да, дали оние надградби и доградби во стариот дел, тоа реагира УНЕСКО години наназад, го нарушуваат, го ставаат во ризик културното наследство? Значи, Охрид е еден многу стар град. Тука се живеело, се живее и ќе се живее. Вистина, новото време допринесе да имаме нови некои удобствија. Меѓутоа, мора да се однесуваме и да го заштитиме и самиот амбиент, самиот пейзаж во кој се наоѓа културното наследство. Затоа што и архитектурата наша успела да импресионира како еден Курбизие, да направи една куќа по мера на човекот. Тој бил инспириран од тоа како луѓето граделе без да наштетуваат на комшијата. Значи, сите тие се како еден ансамбл, како едно оро, како би нарекол. И секој може да има да се отвори некоја везура спрема езерото, а никој никому да не пречи. Сега тоа не е случај. Сега се гледа личен интерес, значи се ставаат болери, сателитски антени и се нарушува еден автентичен пейзаж, една разгледница на градот. А тоа е тоа што треба да се штити. Можеме ли тоа да го спречиме? Да не се модернизираме барем во стариот дел? Значи, се е до едукација. До едукација на населението. Прво, за вредностите кои ги чува и кои треба да се заштити. Значи, јас кога одам во еден град кој е заштитен под УНЕСКО, јас сум имал толку прилики да прошетам цела Италија. Делови од Франција, огромни, значи, многу места кои се заштитени по УНЕСКО, тие го живеат својот живот од 17-тиот, 18-тиот век. Поготово старото јадро. Значи, зрачи со една вистинска старост. Ние не треба да го нашминкаме градот и да ги скриеме сите лузни, да го реставрираме премногу. Туку шармот на овој град е во неговата старост. Ние треба да најдеме квалитетен начин како тоа да го поправиме, подприме и да остане како сведоштво за некоја старост. Тие лузни на староста многу зрачат, многу зборуваат. Не треба да ги маскираме. Не е идејата на реставрацијата и конзервацијата да имитира. Тука е грешката голема.
Значи, не треба да имитираме дека ние направивме во 2020 година охридски стил, туку да го направиме охридски стил, Така. да го живееме тој охридски стил. Да, го спомнавте и вие чинарот. Во каква состојба е сега чинарот? Се правеа некои активности таму? Дали се заштити? Па да, се заштити, се надевам, јас сега не сум експерт за, меѓутоа живеам во непосредна близина и нон-стоп го гледам, како да ви кажам. Малку ми сметаат тие тезги околу, не соодветни се, мислам, на целиот амбиент. Сега тука новата локална, мислам дека има некој проект да се осовремени плоштадот Крушевска република и да добие едно вистинско светло. Се надевам дека ќе биде нешто убаво и навивам за тоа. Само мислам дека по оценката на чинарот треба да седнат секој посетител, намерник, да се одмори под една 1000 годишна сенка. Така. А не тезги, некако не ми е соодветно тоа. Дали охриѓани ја знаат доволно, го знаат доволно значењето на чинарот? Сигурно дека го знаат, мислам дека... Затоа што со години овој споменик, да кажеме, е во лоша состојба, затоа и тоа ве прашав. Ама тој сигурно обстанал 1000 години, значи и без никаква едукација, буквално од стари на млади што пренеселе. Значи тоа дека едно, а вистино тоа е импозантно едно стебло, значи 8 метра е во пречник. Кога ќе погледнете тоа е несекојдневна работа. Само третманот кој го има е сега како настрана ставен, место да е символ на 1100-летно, значи дрво, тоа е зацкриен, покриен со тезги, покриен со сувенири, непотребно. Да, дали доволно го промовираме културното наследство низ светот? И дали е атрактивно за туристите? Тоа е главен Адут. Да, адут. Зошто тука доаѓаат луѓето, поготово образованите гости кои се поприсутни од европскиот континент, а овие кои се за забава се дојдени ради поевтино што е, значи тука. Сепак ради стандардот, низок и така. Значи мора да најдеме еден баланс и да го промовираме што повеќе ова културно наследство, меѓутоа тоа подразбира печатење на убави книги, на убави брошури. Јас дури имав прилика да не сретнам во Сицилија една брошура што споменуваше за нашите икони, галерија на икони, колекција на галерија на икони. Значи, имаме вонвременско културно наследство кое зрачи, меѓутоа треба да се потрудиме тоа да го промовираме квалитетно и достојно, значи не секакви, туку вистина во едно квалитетно издание. Да, во сите професии се соочуваме со дефицит. Како е во уметноста? Има ли млади уметници кои што се интересираат за промоција на нашата култура и уметност? Ние сме позната држава по култура, значи затоа и не случајно имаме толку културно наследство, затоа што секоја, ево, како поменав, генерација оставала некоја трага. Ево, јас се трудам преку мои работилници и многу голем број на интересенти имам што саќе да изработиме мозаик, да се запознаат со начинот и техниката како тоа се прави. Ево, вчера со волонтери од Црвен крст имавме прилика да направиме еден прекрасен мозаик од капачиња кои ги собраја со цел да се рециклираат од разните барови и ресторани. Така. И тие ги аплициравме на еден зид пред влезот од Црвен крст, па можете да го погледнете. Тоа е вчера најново. Да, досега имате многу ваши импозантни дела кои што се изложени низ галериите во Италија и Франција. Што би издвоиле од тоа? Имате многу добри мозаици. Па јас би го издвоил, ова е најголема работа која работав. А мозаичната на град. Да. Тоа е една авантура која започна пред повеќе од 10 години. Јас сепак се трудев да се одолжам за моите познавања и моите другарувања, например, со разни генерации од градот, кои ми пренесоа разни информации за тоа каде се наоѓа. Тоа е како една мапа на закопаното богатство. Значи, тука можете да го најдете културните нишани кои останале под
денешните куќи, кои се претворени, нажалост, во апартмани. А тука имаме мозаици, прекрасни палати, кои треба да се презентираат некогаш. Да. Како не идуваат во странство луѓето, затоа што имат изложени дела таму? Како реагираат? Тоа е една многу убава соработка и која продолжува. Ево, во текот на годините јас успеав да направам многу пријателства, не само тука и во светот, буквално. Така, тие ги негувам, тие доаѓаат тука, јас одам кај нив. Тоа е едно заемно пријателство. Да, од каде ја црпите инспирацијата и што најмногу ви е интересно од Охрид и од регионот? Тоа е едно тешко прашање. Инспирација може тоа да биде едноставно доаѓа, така? Да, тоа е едно нешто ви инспирира, некој мирис, некој, не знам, некоја боја, нешто ви инспирира. Па да ги направите или некоја констелација на некои работи, па доаѓаме до некоја конкретна приказна. Значи, најдраго дело ви е мозаичната мапа, така? Па сепак, тоа е 10 години работа, јас многу вложував во тоа, пред се материјално, затоа што да се изработи такво нешто, прво треба да се има целто и распон на бои. Разбирате, тука има различни стакленца носени од Италија, од Авганистан дури донесов камења. Значи, буквално за да го направам требаше финансиски да ги соберам тие средства, па затоа и толку време, ама и толку љубов полека. Јас направив меѓу време и многу други мозаици, многу реставрации, многу конзервации, многу помали дела. Меѓутоа, ова се посветив и моето слободно време гледав да го посветам на тоа. И затоа е толку и љубов и толку внимание посветено на тоа. Да, некаде сме на крајот на емисијата и за крај на што работите во моментов? Во моментот работам на нов еден мозаик, сепак тоа не би го откривал, тоа треба, тоа многу е подобро, пошто сакаат мозаикот многу големо трпение и многу време. Јас работам на повеќе проекти, меѓутоа едно дело полека си го градам, исто така, и кога ќе дојде време, ќе го презентирам, да. Така, ви благодариме многу на гостувањето. Ви благодарам. Ја мислам дека кажавме многу работи и упативме и апел како да се чува културното наследство. Јас се надевам дека младите генерации се повеќе ќе се заинтересираат за тоа што како квалитет го поседуваме, како изворен, свој автентичен квалитет. Ево, тоа можда и било инспирација за мојата работа да продолжам да се изразувам во оваа техника стара, да ја обновам и да ја дам еден нов манир, еден собствен израз. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам јас. Благодарам и вас, драги гледачи, што и денеска бевте со нашата емисија Напладне. Повторно се дружиме следниот понеделник со уште една нова актуелна тема. До тогаш, довидување.